Развојниот пат на македонското печалбарство во основа се сопаѓа со развојот на настаните на Балканот и уште повеќе во зависност од тоа како се движеле настаните околу Македонија. Печалбарски движења на македонците и нивниот интензитет биле условени пред се од тешките економски услови за живење и работа. Тешките, лоши, често и невозможни услови за живење и постојаната борба за опстанок присилиле голем број македонци да се определат покрај другото и за печалбарството. Печалбарството при крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век станало масовна појава и еден од најсилните докази за неподносливата состојба, особено во македонските села. Селаните масовно ја напуштале Македонија и оделе во Солун, Цариград, Смирна, Скадар и надвор од границите на Турција, во соседните земји Србија, Грција, Бугарија и Романија, а понекогаш и во Австро-Унгарија, Франција и Египет. По неколку илјади од Леринско, Преспа и Костурско секоја година оделе во Цариград и Смирна, додека пак од Струшко, Охридско и Битолско најчесто се упатувале за Скадар, од прилепските села во Србија и Бугарија. А поголем број печалбари имало од Велешко, Кичевско, Девихисарско и Тетовско. Печалбарските движења од Македонија се засилиле и по Инидеското востание, а особено печалбарството било изразено по Балканските војни и по Првата и Втората светска војна, кои наместо слобода од петвековното робство на македонците им донеле тројна поделба, угнетување, асимилација, денационализација и физичко уништување, што ги спроведувале порано ослободителните соседи Бугарија, Кралска Југославија, Грција и Албанија. На почетокот на 20 век македонците почнале да одат на печалба и во прекуокеанските земји во Соединетите Американски држави, Канада, Австралија и Јужна Америка, а особено Аргентина. Во Австралија првите македонци печалбари пристигнале во 1924 година, слично како и во Јужна Америка. Според некои податоци, од сите три дела на Македонија, 60% од печалбарите биле од Егејскиот, 25% од Вардарскиот и 15% од Пиринскиот дел. Печалбарството од сите делови на Македонија биле интензивни меѓу двете светски војни, а особено по светската криза. Според извештајот на специјалната комисија на Обединетите нации за Балканот, кој се води со дата од 13 мај 1949 година, од Македонија вкупно се иселени 332.000 македонци. Карактеристичен е и периодот по 1960 година. Со отварањето на Југославија спрема светот и со либерализацијата на политиката за одење на работа во други земји, дојде до заминување на печалба на поголем број работници и интелектуалци од тогашна Социјалистичка република Македонија на северноамериканскиот континент. Печалбарските движења од Македонија кон светот се присутни и денес. Не постојат целосни попрецизни податоци за бројот на македонските печалбари во прекуокеанските и во западноевропските, како и во некои соседни земји. Некои проценки зборуваат дека од средината на 19 век до денес, од сите делови на Македонија во разните земји во светот се преселиле околу 600.000 македонци. Некои проценки зборуваат дека од средината на 19 век до денес, од сите делови на Македонија во разните земји во светот се преселиле од 600.000 до 700.000 македонци.
Во отсуство на целосни статистички и други податоци, можно тешко е реално да се утврди точниот број, меѓутоа се проценува дека во Соединетите Американски држави, Канада и во Австралија живеат околу 500.000 македонски печалбари, од кои околу 150.000 во САД, приближно 150.000 во Канада и над 200.000 во Австралија и Нов Зеланд, од кои поголемиот број се од Егејска Македонија, а потоа од Република Македонија и мал број од македонскиот дел во Бугарија и во Албанија. Се проценува дека во Европа и во другите земји живеат околу 100.000 македонски печалбари. Постои одреден број доселеници од македонско потекло и што живеат во Јужна Америка, Египет, Велика Британија, Јужна Африка и во источноевропските земји, како и во Турција, каде поголем број македонци се со мухамеданска вероисповест. Современото економско печалбарство голем интензитет бележи во 90-тите години од 19 век, кога Македонија ја напуштија над 100.000 незини граѓани, вклучително македонци, етнички албанци и друго население. Според расположивите податоци од пописот на населението во Република Македонија, спроведен во 1994 година, надвор од земјата престојувале околу 200.000 лица, од кои околу 50.000 заминале од 1989 до 1994 година. Овие миграциони движења продолжуваат со еднаков интензитет и денес, а за тоа говори големината на негативната нето миграција од околу 10.000 лица годишно во периодот од 1994 до 1996 година. Според податоците на Советот на Европа, само во Германија, Италија и Швајцарија во периодот од 1996 до 1999 година бројот на македонските граѓани е зголемен за околу 60.000 лица. Печалбарите некогаш и сега ги нарекуваме гурбеджии, печалбари, па луѓе на привремена работа во странство, дури и на луѓе кои наликуваат на пресадени дрва на кои корените им останале тука во родната Македонија, а вегетирале во други земји, каде што станале ценети, вредни и трудолюбиви граѓани. Како и да ги нарекуваме, тоа се наши луѓе кои отишле по белиот свет да спечелат, а многубина останале за секогаш таму, но носталгијата за родниот крај никогаш не пресушила. Некој од нив, откако не само што добро запечалија и се вратија дома, како што и Маријан Ивановски, родом од Охридското село Вапила. Почитувани мои, помина речиси 30 години како ја крстарам Република Македонија. Помина 30 години како ги крстарам нашите убави македонски села. Ете, овдека се наоѓам во поранешната општина Косел. Овдека се наоѓам во едно од 10 села кои што порано припаѓаа на општината Косел, селото Горно Лакочареј. Наминав во ова село мештаните да ми раскажат многу приказни од историското минато на ова село. Овдека кога ќе дојдете во селото Горно Лакочареј, на самиот влез ќе ве пречека еден убав ресторан, односно еден убав угостилски објект, тоа е хотелот Прага. Овдека неговиот собственик Маријан ќе ми биде домаќин, а јас не го гостим. Заедно со него ќе прошетаме низ селото, но исто така ќе ве запознаеме со не само со културно-историските знаменитости на Горно Лакочареј, туку и со така наречениот рурален туризам. Почитувани мои, како што пред малку напомнав, еве овдека се наоѓам во селото Горно Лакочареј. Во атарот на селото Горно Лакочареј се наоѓа хотелот Прага, каде што денеска мој домаќин, кога ја правам ова репортажа, е господинот Маријан Ивановски, по потекло од селото Вапила.
Меѓутоа, едно ќе речам дека за самото име и презиме, за фамилијата негова и за бизнисот кој што овдека пред полни 5 години го отвори, кој што е повратник после 30 години од Република Чешка, овдека во Македонија, ќе проговори како што напомнав мојот домаќин Маријан Ивановски. Благодарам господин Ивановски што ете денеска вие сте ми мој домаќин, јас вас гостин, каде што ете ќе направиме репортажа за селото Горно Лакочере. Ајде накратко вашата лична карта. Реков дека сте од селото Вапила. Добар ден, председав и посакам. Добро дојдовте. Да, јас потеклам од село Вапила. Иначе живеам, растем како дете во Охрид, али корените ставно се привлекуваат. Што би кажал за мојата лична карта? Да, потекнувам од татко Љубе, кој е покојни, мајка Љуба. Кажавте и вие самите дека повратник од странство, да, 30 години живее во Чешка. Носталгијата победи. Решив да се вратам тука, да инвестирам и пред се моето семејство да остане тука, да остане во Македонија. Верувам не направив грешка од искуството кој веќе во 4-5 години работиме успешно. Сосема доволно за еден нормален живот тука во Македонија. Ова да ве прашам. За да се стане бизнисмен, чекорите, првите чекори се тешки. Рековте дека 30 години бевте во Чешка. Истото ли таму? Тоа го работате хотелиерството, туризмот? Да. Јас кога заминав од тука, значи, спремен, како спремен гостител, од искуството тука што работев по окритските ресторани. Заминав таму, поточно јас тргнав за во Германија. Али прва дестинација ми беше Прага, кога видов голем град, нов град, и одлучив да останам таму, да не продолжам за Германија. Почетоците секако беа тешки, напорен беше животот. И кога сон некако имав работа таму, работевме јас и мојата сопруга, и преку ноќ одлучив да почнам сам. Да инвестирам во собствен бизнис. Одлуката беше добра. Работевме со своји ресторани таму. Како одеа годините, така се прошируваше бизнисот и доста успешен. Целта во тие 30 години јас стално мислев на Македонија и кога ќе дојдам до таа финансиска состојба, да можам да инвестирам и да се вратам еднаш. Значи, од првиот ден кога заминав јас до последниот ден, кога се вратив тука во Македонија, желбата моја и чувството кое го осеќав внатре не исчезна. И успеав да се вратив и ке поновам инвестирам и воопшто не се кајам за сета таа моја одлука. Ги повикувам сите иселеници кои што копнеат и кои што мечтаат за истата моја желба што сум имал. Нека дојдат, нека инвестираат. Да не се шират лажни фами дека Македонија е лошо, дека Македонија, ако појдеме ќе не ги земат парите. Никој не му ги зема парите, никој не ги малтретира. Македонија е една држава која што дава многу повеќе него Запад. Само лошата фама, негативната енергија се шири многу во диаспората и никако да соберат одлука да дојдат тука кај нас. Ево, јас уште еднаш ги охрабрувам, ги повикувам да дојдат и нема да се покаат. Ова сега да ми кажете. Позади мене се наоѓа хотелот Прага. Со што располага? Ние располагаме со ресторан од 260 седишта, кој што е наменет за семејни веселби, како свадби, крштевки, родендини и така натака. Имаме сместувачки капацитет од 12 апартмани.
otvoren bazen, restoran, terasa, nudime hrana od našето подрачје. Преферираме природна храна, значи месото што го купуваме се трудиме максимално да биде од тоа наше поднебје тука, домашно. Имаме своја бавча, имаме кокошки. Така одиме на таа природна храна, здрава исхрана, која сега во моментот е актуелна. Големиот туризам си е голем туризам. Од западниот свет, од Европа, Европската унија, па од Америка, Австралија и Канада, повеќе луѓето ги интересира оној рурален туризам. Овдека во ова регија, во Охридската регија, има безброј убавини, имаме адети, обичаи, традиции, имаме цркви, манастири. Како тука се сплотува тој голем со мал туризам? Пази, сега видите, голем и мал туризам, ја мислам дека нема, него ние го нарекуваме тој градски туризам и рурален туризам. Сега, во последно време, искуствата мои кои ги имав од Запад, покажуваат дека руралниот туризам има нагорна линија. Посебно да кажеме за Македонија. Македонија мора да го, што се однесува до туризмот, или Охрид, како Охрид, мора ние да сватиме дека мора да го насочиме во руралниот туризам и тоа што ни дал Бог. За тој модерен туризам или градски туризам што го викаме, има многу дестинации кои луѓето може да си дозволат и да појдат и да видат многу поубави нешта, многу поубави мермери, златни вилушки, златни вајци. Не, напротив, ние треба да гледаме тоа што ни дал Господ, значи природата, црквите, манастирите, храната наша домашна и тоа да го презентираме на Европа. А тоа се покажува како успешно. Ево, ние сме тука пример. Ние сме тука пример и имаме случаеви кои гости, странци од централното подрачје, кои резервисале смештај во централно подрачје, бегаат тука кај нас за да се одморат. Кога ќе ги прашам хотелиерите, или пак кога ќе ги прашам надлежните задолжени за туризмот, така пак ќе напомнам и големиот и малиот туризам, кога ќе разговарам со бизнисмените, вие рекоте дека 30 години бевте во Чешка. Украдате ли нешто од таа традиција чешка? Дали ја втопите во ова наша, со ови наши стари адети, обичаи и традиции? Ние сме познати македонците како добри домајчини, како мирен народ. Ние сме познати македонците дека никога не враќаме, ако треба само со солца и лепче, ќе го нагостиме. Да, секако. Пред се, ние имаме толку богата традиција, историја. Нема што многу да се кради од западниот свет. Осим една работа, јас стално викам. Европа ми ја зеде младоста, али ме научи да знам да почитувам време и професионалност. Тие две работи само ги вклопив тука. Значи времето, точноста и професионалноста на работата. А сето друго ние веќе го имаме. Јас мислам дека доста работи Европа треба да учи од нас. Само ние треба да го земиме. Професионалноста, која што има Европа, педантноста и почитување на сад. Тоа, тие работи кога би ги склопили, ние ќе бидеме многу успешни. Многу ми не вела дека Охрид живее само од летниот туризам. Вие напомнате дека туризмот нема ни почеток ни крај. Вие напомнавте дека не постои разлика помеѓу градскиот, односно големиот и, така ќе речам, селски, односно руралниот туризам. Како беше оваа сезона? Не можеме да се пожалиме. Беше успешна, али многу кратко време траеше. Периодот на сезоната траеше кратко, али за тој краток период бевме доста посетени. Освен домашните туристи, имаше ли овај гости од Европска унија? Да, секако има. Имаме посета. Кажем Полска, Чешка, имаше од Германија. Рековте дека младоста
би помина во овој објект по капиталот што го имате. Напомнате дека човек додека е жив и здрав, ќе работи, ќе придонеси, се гордее што овдека овој капитал ќе остане овдека, во Македонија. Се гордее што твоето семејство е тука, во вашиот роден крај. Планирате ли да го проширите овој бизнис овде? Да, секако, пред се горд сум што мојата цела младост ја вложив тука. Не секам. А за проширувањето се зависи од финансиските средства, како ќе напредуваме со бизнисот, секако дека и ќе се шириме. Во некое време сега планираме барем уште некои бунгалови тука да оставиме. И оставаме на помладите. Почитувани мои, додека ја правевме оваа репортажа за печалбарската одисеја на Марјан Ивановски, со својот песнопоен глас налик на доаенот на македонската изворна песна Никола Бадев, ни се придружи Микеле, инаку родом од славно деварското село Мраморец. Ебе, Врнко, додека ние одека вака го правиме разговорот, тука, кај ке ме нагости, се наоѓа еден твој пријател од градот Охрид, познат под пекарот Микеле. Добар ден, како сте ми, Арни, добри? Здрава живо, пријателе. Добар сум, ево, успат се најдов и јас, ево, малку да разговараме. Ке се представам, како што рече, јас сум популарно, кажам, Микеле, инаку сум живеам во Охрид, а роден сум во село Мраморец, славна Дебрица, позната. Се расправам со музиката, пејач сум, со дарот Божи, немам музичко познавање, не знам нити една нота што се вика, само да ги набројам, ама за пењето си да имам дарот Божи. Имаш ли некој од твоите дедоти, мајкати, имаш ли некој песнопојци? Па, да ти кажам право, јас, како што кажува по старите, по мајкина линија, имало таму некој такав со убав глас. Иначе, мојата мајка потекнува од Белица Кическа. Белица Кическа. Дедо Вујко ми, брат на мајка ми, бил поп. А шо ми, поп требала и да пее. Така, своја сигурно нешто. Фамилија Дингиревци тие, а во Мраморец сум од фамилија Терџамановци. Така. На која рече вака едно, може ли да се причетиш каде, така да речам, запе првата песна на училиште, на приредба? Еднака ќе кажам, јас прво можам да кажам дека македонскава песна сум ја засакал и сакам да ја пеам се само заради тоа уште 60-тите години, кога татко ми беше многу ја љубеше песната и тој купуваше редовно плочи од Манчески, Ладо, Сариевски, сигурно дома уште имате тие синглки негде зачувани се сигурно. Јас ги слушав уште како дете малко. И затоа многумина така стручни луѓе посебно, кои го ценам нивното мислење, многу пати рекле дека одсекаш на пеењето на тие доаените на македонската песна. И сега, ако дозволите, јас ќе испеам некоја песниче од вашот тие стари извор песни. Се гордете се од доените на македонската староградска песна. Од кого да речеме вака најмногу би режат Васка Илиева, Никола Бадев, Сариевски? Па јас, како што кажав, напомнав малку, сум ги слушал сите совети. Татко ми пееше тие плочи, тој ги слушаше, а исто и јас наоштен, така речено, со ушите, толку ги слушав, толку ги впив во мене, во душа, со душа и срце и ден денес ги пеам. И стално почнувам со Манчески некоја песна, затоа што тој прв замина.
mlatneli. Pa poslije Badevsi upejam, isto se volimo, isto podjednako, Sarijeski, Vaska i Lijeva, pa i nekoj ponovi pejači šo navikuva na njih. Ne ispuštam jas i docenam to, ama kamo i danes da ima, nema, nikoj ne može da kaže neka ne je roden vo mladive koji može da go ispe tuku. Namjesto decova naši da gi zapišat vo kulturno-umetničkite društva, tije gi zapišuvat roditelji na hip-hop, na rock'n'roll, na ti rekov mi reći, nisam protiv hip-hopu, ni nešto najnovo, ama svoje to ti da go zgaziš, da go preskokniš, da go nemaš utre, tako se zaboraviti na izbor. Ja često patim, ne samo ja, se mnogo kažem, deka, ti to nema kad ja deka najbogata pesma i ore je makedonska. Ке може ли да чуеме од Бога? Pa pred malko rekov, deka stalno počuvam so mančeski, zato što to je jedan od tije dojeni čovjek je njene, zato što trfi zamine od ovaj svet i stalno on nego ke ispijam neka pesna od koji, evo, ke odberam ova moment. I ke ja zapijem. Да чуем. Kako dozvolite? Со задоволство. Ajde dar mi vezle momi mori, dar mi vezle, ajde dar mi vezle momi mori, v našaniša. Ajde go pratile mome mori, na izvora. Ajde da napalemo memori, ladna Има još jedna strofa, no dovoljno, ja mislim. Ке може ли Ime mančeski. Да, ќе може ли нешто да одберите од репертоарот на исто така доено на кадочата песна Никола Бадев? Nikola Badев. Može. Со задоволство ме пратам и емоциите ми ќе растат, не вика. Zvomu majko, ja sotido, dojde denov da zaminam, razdelba mi srce mači, ipak me tera da pejam. Razdelba mi srce mači, ipak me tera da pejam. Имаме уште еден. A ke zapijam i od Aleksandra, da ne go izbjegnem. Со задоволство. Ej, uči me, mamo, karaj me, kako da ja zemam Liljana.
Lilijana moma ubava, Lilijana tenka visoka, Lilijana bela i crvena, Lilijana siten bo silok, Lilijana jedna na majka. Miljana Platna Beljaša, kako što je spomnio. Ta slavna slavnost su počela koga u restoranot, jer što sam pio po restoranite, najčešće imaše stranci. Da mi više kako pjesma za pričat na rastutu. Ivo koja i tije što ne doznaja tekstu. I tije što ne mistična li možda do toga što makedonska ta melodija. Posebno vo melodijata, pošto melodijata svakog je prepoznat, tekstov ti nije. Zajdi su mi ja peo, ljujevo ovaka gledali stranci, šopet ovaj nijama, melodijata je bedni su lebe. A nije je gledali, šta dosadno je moguće neće naša ta pjesma, stara, ne slušam. To ne se sluča. Biljana platno belešek na okritski te izmori. Mi pominaja vinari, melogranjani. Mi pominaja vinari, Platno to mi je darovno, Platno to mi je darovno, za sve kori, za sve krava. Напомнавте во текот на разговорот дека треба да си дојдат нашите иселеници. Како ве пречека овдека мештаните од селото Горно Лакочереј? Затоа што многумина вела дека кога наш човек ќе се врати во својата родна татковина, многумина се радуваат што ќе си дојдат дома. Многумина се солзи радосници кои пречекуваат, но многумина и тагуба, пошто нивните, гледајќи бе вас, нивните синови и ќерки долго време не се дојдени. Уште една порака, така да речеме. Уште една порака. Многу пораки треба за нашите. Прво да ги охрабриме, да дојдат тука во Македонија. Да дојдат, да сватат дека, уште еднаш ќе поновам, таа фама што се шири низ диаспората, дека Македонија не е добра дестинација за инвестиција, јас се порекувам. А на првото ваше прашање, како бев дочекан? Јас не можам да се пожелам ништо, дојдов тука како
повратник од странство, инвестирав. Од селаните никакви пречки, значи во секој поглед имаше помош, како физичка, така и психичка. Од администрациите исто да кажам дека апсолутно коректно све. Сум немал никакви проблеми околу мојата инвестиција. Значи, никакви апсолутно проблеми. И голема благодарност до сите ни. Почитувани мои, оваа репортажа пред се посветена на нашите печалбари ширум светот не би била во вистинска смисла на зборот печалбарска ако не ви пренесам дел од големиот музички репертуар не само на печалбарски, староградски, охридски, туку и од неодамна обнародените македонски песни на Микеле. Гледајте и уживајте. Професионалното мото на Марјан Ивановски е дека економски силна и стопанска развиена Македонија е најдобрата стратегија за создавање на вистинска силна држава која има стратегија да ја обезбеди днината. Затоа, како успешен бизнисмен, тој чувствува обврска да инвестира сериозни финансиски ресурси во развојот на својата татковина. Ова сведоштво за еден македонец, како што е Марјан Ивановски, треба да представува добар патоказ за идните генерации македонци кои можат да го следат неговиот пример. Марјан Ивановски продолжува по својот пат енергично и одважно да пркоси на сите они кои не веруваат дека Македонија може да биде обединета и силна. Неговата верба и посветеност е пример за вистински патриотизам.
Нема никаков сомнеж дека тој и понатаму ќе продолжи да се бори за подобра иднина за својата татковина и својот македонски народ.